Каде самостојниот синдикат на новинарите ги лоцира проблемите и кои се оние приоритети кои што треба да се надминат за да имаме слободно новинарство? Извориштето на проблемите е воедно и одговорот за решавањето на проблемите, а тоа се работните и професионални права на новинарите. Кога говориме за работните услови на новинарите, ние не говориме дали имаат слики под зидовите во редакциите, туку дали се превработени, дали се сигурни во својата работа, дали можат лесно да бидат отпуштени врз основа на тоа дали биле послушни или непослушни во однос на уредувачката политика и менеджментот, така што тука лежи изворот на проблемите преку кои што новинарите, преку нивниот економско-социјален статус се ставени во подредена позиција да не бидат слободни и да не бидат професионални. Со решавањето на тој проблем практично вие го ослободувате чинителот на слободното новинарство, а тоа е самиот новинар. За синдикатот, работните услови и професионалните права на новинарите не може да бидат игнорирани доколку се сака слободно и професионално новинарство, затоа што само новинар кој што не е уценет со своето работно место, кој што не е економски несигурен или сиромашен, може да продуцира слободна и професионална содржина. Ја имате пред себе белата книга за професионалните и работни права на новинарите. Што е содржано во неја? Податоците до кои ние дојдовме преку испитување на вистина репрезентативен пример околу 300 новинари во Македонија со оглед на тоа дека бројот на новинарите не надминува 1000-1200, ова е прилично репрезентативен податок, се катастрофални. Само за илустрација, над 50%, 53% новинари признаваат, иако е тоа многу деликатно се признае, дека применуваат автоцензура. Над 65% велат дека биле сведоци или жртви на директна цензура. Потоа над 90% новинари велат дека немаат никаков удел во одлуките кои што ги засегаат нивната перспектива во однос на економскиот и социјален статус, што значи затворање на медиум, продажба на медиум, менување на уредувачката политика, менување на уредниците. Практично новинарите се отуѓени од матичните куќи. Тие се сведени на економски робови кои што морат да работат под диктат. И се разбира дека мораат да работат под диктат ако сакат да ја задржат работата. Може ли македонското новинарство во новиот извештај на Репортери без граници да ја подобри својата позиција и да се спушти од 123-тото, барем за неколку места подолу? Може, теоретски да. За тоа е потребна политичка волја и навистина конструктивен пристап, не игнорирање на работите за кои ние укажуваме, сите медиумски организации во Македонија. Ние не ги измислуваме работите, ние само ги сублимираме информациите што ги добиваме од колегите и од редакциите. Може. И тоа дури не е ни така тешко. Предлозите ние веќе ги направивме. Така да многу лесно може, само чинителите, а тоа се судството, трудовата власта, треба да имаат слух дека на сите ни е во интерес да имаме професионално новинарство. Не можеме тоа да го направиме кога новинарите се сведени на економски робови.